Министерството за култура во 2015 година ќе финансира повеќе проекти од областа на културата зад кои стојат надлежни издруженија, организации и институции. Во првично објавената програма најмногу проекти се одобрени за музеот Теракота, а паралелно ќе се работи на конзерваторски активности кои ќе биде надлежен Националниот конзерваторски центар. Детска керамичка работилница, музејска ноќ, археолошки истражувања на Коколов рид, изработка на каталог за постојната поставка на музеот Теракота се проектите кои ќе ги реализираат музејските работници. Проектот Музејска ноќ го реализираме 6 пат поред, од кои 5 пат се финансира од Министерство за култура. Го реализираме кон крајот на месец јануари и почетокот на месец февруари. Значи со него ги започнуваме реализацијата на овие проекти. И планирано е да имаме 2 изложби и музички настап. Проектот Детска керамичка работилница е во соработка со основните училишта од општина Виница и Дневниот центар. Овој проект е од едукативен карактер и се планира да се реализира во повеќе фази во текот на учебната година. Проектот издавање на музејски каталог за постојаната археолошка поставка е како продолжение од претходната година од отварањето на новата археолошка поставка. Значи ова ќе биде издавање на двојазичен музејски каталог во кој ќе бидат изберени дел од најексклузивните експонати кои што се наоѓаат во нашата поставка. Што се однесува од истражувањата на Виничко кале за 2015 година, не се планирани нови, но најверојатно конечно ќе започнат конзерваторските активности. Виничко кале оваа година е планирано со проект од Конзерваторски центар од Скопје, кои се надлежни за недвижното културно наследство на територија на општина Виница. Тие имаат добиено проект исто така со програмата на Министерството за култура за изработка на проект за конзервација и реставрација на дел од бедемот на Виничко кале и една од кулите од бедемот. Домот на културата Тоша Арсов покрај годинашната сума на средства која добива од Министерството за култура и која е околу 1 милион денари за реализација на културни активности, во првичниот извештај Министерството за култура има одобрено само 2 проекти. Сопствена театарска продукција на представата Чехов му кажа збогум на Толстој на режисерот Саша Нацевски, како и целовечерен концерт на музичко-вокалниот состав во кој членуваат еминентни музичари од Македонија. Од Домот на културата очекуваат дека во наредниот период дополнително ќе бидат одобрени средства за фестивалот Ин Виница Веритас, како и за други поголеми културни